За изненадување потребата исто таму, значи ги увидовме кога имавме трибини во овој период во сите општини заедно со центрите за социјални работи кои представниците на здружениите за лица со попреченост. Значи ја увидовме потребата и за развој на услугата на лична асистенција, посебно че веќе го спомнавме и овој проект кој што го имаме со Австриската развојна агенција, Австрискиот Црвен крст, и така да во овој момент значи ние веќе имаме оформено или имаме еден континуитет во обуки каде што ќе обучиме околу 45 луѓе од ваквиот регион. Самата не се како мешани курсеви, значи 5 луѓе од Радовиш со Конче, 5 луѓе од Богданци, Дојрани, Гевгелија, Валандово е тука нели само во тој дел. Втората група на обука преку ваквиот проект веќе е на обука, мислам дека го завршуваат веќе првиот модул. Овој развој на овој систем за интегрирана деловна грижа за цел има кој ќе направиме самиот регион, значи сам по себе веќе со изградени квалитетни кадри, значи за цел го има да го направиме детското одморалиште во Дојран, значи еден центар за колективно активно здраво старење на старите лица, не класичен старечки дом. Тука би можеле значи ние како Црвен крст да офатиме голем дел на луѓе кои што не можат или немаат средства сами да бидат сместени во дом, значи по-социјално загрозени. Тука се најдеме ние како институција кој што може тоа, нели, сепак сме и хуманитарна организација, па средствата кои што би ги црпеле од развојот на самите деловни услуги, значи еден дел од нив да ги реинвестираме како помош на сепак на најранливото население. Затоа што локацијата на самото одморалиште е многу блиско до грчката граница, искрено, така да претпоставуваме дека ако станува збор само за комерцијално користење, голем дел на луѓе кои што имаат можност од седната држава тоа да го платат, ќе го потполнат капацитетот, а пак остануваат незгрижени лица кои што се оставени на маргините на општеството со социјален статус, нели, немаштија, болести.